Семејството на осомничената инспекторка од Куманово за наводно примање подкуп денеска пред Основниот суд Куманово одржа пресконференција со цел да ги замолат надлежните институции да ја преиспитаат работата на како што велат Кумановскиот суд. Според ќерката на инспекторката, 3 пати незаконски е продолжуван притворот на незината мајка, која е со нарушена здравствена состојба, а која никогаш претходно немала проблеми со законот. Понудената гаранција за замена на затворскиот притвор со домашен е одбиена, вели семејството Трајковски. Проследете ја пресконференцијата во продолжение. Овој прес го свикавме да ги замолиме надлежните институции да ја преиспитаат работата на Кумановскиот суд, посебно работата на судијата Савре Спасовски, за тортурата која ја вршат над мојата мајка Лидија Трајковска, осомничена за наводно земање мито и тортурата на целото мое семејство. Притворот од страна на судијата на претходна постапка беше одреден на ден 2.11.2024 година. Само како што стои во решението, можно влијание на сведоци и попречување на истрагата. Судијата на претходна постапка го одби тогаш предлогот на обвинителството да се одреди притвор и поради опасност од бегство и со тоа го задолжи обвинителот да во најкраток рок ја заврши истрагата. Истрагата, според документот кој самото обвинителство го достави до нашите адвокати, заврши на ден 27.11.2024 година. И при тоа, во таа истрага, единствено дејствие кое презеде обвинителот Зоран Марковски беше сослушување на единствен сведок. Останатите сведоци, сите до еден службени лица, не ги сослуша и ја заврши истрагата. Иако истрагата се затвори, со тоа се елиминираше можноста да се влие на истрагата по било кој основ. Обвинителот истиот ден предложи, а судот усвои, да притворот се продолжи заради тоа што мајка ми можела да влие на сведоци и на истрагата која веќе е завршена. Од тој ден почнуваат сите незаконски дејствија на Основниот суд Куманово во поглед на продолжување на притворот. Судијата 3 пати незаконски го продолжува притворот и наместо мерката притвор да се користи како превентивна мерка, во овој случај се користи како казнена мерка. Втор пат исто незаконски го продолжува притворот пред да стигне одлука од апелацијски суд со образложение, ви цитирам: го продолжуваме притворот како и до сега по точка 1 и 2, односно да не се даде во бегство и да не се влие на сведоци. Како може да се продолжи нешто, притвор по основ наводна опасност од бегство, што никогаш не било усвоено и јасно одбиено од судиката на претходната постапка? Бараме објаснување зошто и апелацијскиот суд ги поддржува овие незаконски продолжувања на притвор. Трет пат, повторно судијата Савре Спасовски го продолжува притворот пред да стигне одговор од апелација. Овој пат нашата жалба делумно е прифатена, со што се отвара можност ние да понудиме гаранција за замена на затворскиот притвор и како гаранција го даваме станот каде што живееме јас и мојата сестра. Пошто судијата Савре Спасовски има устни примедби дека тоа е малку и ние ја даваме како гаранција и нашата семејна куќа каде што живеат мајка ми и татко ми. Односно, целиот имот што ние го поседуваме како семејство. На секои неколку дена судијата Савре Спасовски имаше апсурдни барања кои што беа исполнувани од наша страна за на крај гаранцијата да биде незаконски одбиена и да биде одбиена без никакво законско образложение. Сите наши жалби и молби се држат со денови и недели и се манипулира со време, иако се работи за притворски предмет за кој по закон треба да се одлучува итно. Решението за одлуката на судот по понудената гаранција се уште не го доставува до нашите бранители во писмена форма, за да немаат време да поднесат жалба пред закажаната расправа. Се работи за жена над 60 години, која никогаш претходно немала проблеми со закон, ниту пак некој од незиното семејство. Жена со многу хронични болести и која 2 пати е хоспитализирана за време на затворскиот притвор и за која 2 болници дале конзилијарно мислење дека во затвор нема услови за нејзино лекување. И во текот на вчерашниот ден мојата мајка беше однесена во болница 8 септември, каде се закажани дополнителни прегледи поради влошената здравствена состојба. Кумановскиот суд сето тоа го заташкува и донесува одлуки во нечи личен интерес, а не во интерес на законот. Веќе 4-ти месец го крши законот
и врши тортура над мојата мајка и нашето цело семејство. Дали ова е начин да се прикрие вмешаноста на некои од судиите и дали се плашат дека ќе излезе и ќе изнесе некои информации ако биде пуштена во куќен притвор. Ги молиме надлежните институции да не дозволат да настрада уште некој и да биде жртва на незаконското судење на Кумановскиот суд, обвинителството и судијата Савре Спасовски.